Нови 30 тома од едицијата Звезди на светската книжевност беа промовирани и со нив вкупниот број на преведени и отпечатени наслови достигна 472. Проектот почна да се реализира пред 4 години и во план е да заврши до крајот на годината, до кога треба да бидат објавени сите планирани 560 наслови. Промовираните изданија се од различни периоди, од пред нашата ера, како Ши Джинг, најстарата збирка на кинески песни и драмите на Софокле, до дела од современи автори и на великани на книжевноста, како Хемингвеј и Толстој. Објавени се и дела од Чеслав Милош, Музил, Хамвиш, Рилке, Шилер, а некои од новите наслови првпат се појавуваат на македонски јазик, како романот Том Џонс, трет том, на Хенри Филдинг и избор песни од современата карибска поезија. Звездите на светската книжевност се еден крупен чекор во афирмирањето на Република Македонија, како културна средина која длабоко ги респектира светските книжевни вредности и нивниот придонес во општиот цивилизацијски развој. Но истовремено, ова едиција силно ги демонстрира и нашите заложби најдоброто од светската книжевност да им стане достапно на нашите граѓани. Овие книжевни дела, кои досега воопшто не беа преведени на македонски јазик, се исклучителна придобивка за сите генерации, особено за младите и за нивната едукација, бидејќи преку овие книжевни остварувања тие добиваат можност да ги осознаат врвните вредности на современите класици, познатите бестселери, мемоарите, избраните дела, наградените дела на познатите добитници на светските признанија, вредностите на наследството, вредностите на наследеното светско книжевно богатство. Оваа 12-та промоција на едицијата Звезди на светската книжевност нека не потсети дека писменоста е благослов кој го овозможува човековиот напредок. Владата ќе продолжи да ги поддржува овие проекти кои значат збогатување на севкупниот културолошки фонд на Република Македонија. Веруваме дека нашиот труд и заложба за развој на домашното издаваштво ќе наидат на позитивен прием кај граѓаните, кои ќе искористат оваа прилика да ги избогатат своите хоризонти со читање новие маестрални дела, беше истакнато на промоцијата. Преку овој проект се добива една голема база која не само што ја збогатува нашата лексикографија, туку представува своевидна печатнена и дигитална база, која понатаму може да послужи за многу еднојазични и двојазични речници, првописен речник, дигитални речници и бази, енциклопедии, за зацртување на темелот на нашиот јазик, доказ за неговиот идентитет, добиени со добивањето на авторските права за превод од сите светски јазици на вредните дела на светската книжевност.